Сите што ја истражувале оваа тајна, исчезнале. Што се случува на Антарктикот? Мистеријата на Антарктикот, што се крие позади ледениот зид? Антарктикот отсекогаш бил предмет на мистерии и теории на заговор. Овој континент, покриен со непробојни ледени маси, е речиси недостапен за обичните луѓе. Но, што навистина се крие зад ледениот зид, зошто е забранет за посета? Дали има докази за постоење на други континенти и цивилизации? Постои ли врска со НЛО базите и вонземјаните? Ќе ги разгледаме сите овие прашања и ќе се обидеме да ја откриеме вистината. 1. Зошто Антарктикот е забранет за посета? Што се крие зад ледениот зид на Антарктикот? Вистината што ја кријат од нас, иако научните експедиции и истражувачите имаат пристап до Антарктикот, обичните луѓе имаат многу ограничени можности за посета. Главната причина за ова е Антарктичкиот договор подпишан во 1959 година, кој спречува каква било воена активност, експлоатација на ресурси и трајна колонизација, но некои теоретичари веруваат дека оваа забрана служи за прикривање на голема тајна, дали владите на светот кријат нешто од јавноста. 2. Постојат ли други континенти зад ледениот зид, тајните на Антарктикот? Дали зад мразот постојат изгубени континенти? Според некои алтернативни теории, Антарктикот можеби не е само огромна ледена пустина, туку врата кон непознати континенти. Некои истражувачи тврдат дека картите на стари морепловци прикажуваат земји кои не постојат на модерните мапи. Дали овие континенти се скриени намерно? Дали можеби кријат напредни цивилизации? 3. Цивилизации позади ледениот зид. Една од најконтроверзните теории е дека зад Антарктикот се наоѓаат изгубени цивилизации. Според некои истражувања, древните митови зборуваат за мистериозни суштества и напредни општества кои живеат далеку од познатите територии. Некои тврдат дека тука се наоѓаат Атлантида и Лемурија, изгубени цивилизации за кои постојат безбројни легенди. Дали е можно овие цивилизации да се сочувале илјадници години, криејќи се од остатокот од светот? 4. Поврзаноста со НЛО и вонземјани. Вонземјани, Атлантида и НЛО бази. Дали Антарктикот е портал кон друга димензија? Антарктикот е еден од најконтроверзните региони кога станува збор за НЛО активности. Многу сведоштва укажуваат на чудни светла и необјасними летала кои се забележани над континентот. Дали е можно Антарктикот да биде дом на вонземски бази? Некои документирани случаи, како експедицијата на адмирал Ричард Бирд, укажуваат на можноста за постоење на непознати технологии и суштества на овој мистериозен континент. Дополнително, постојат теории дека древните богови Ануаки, кои се споменуваат во сумерските списи, можеби имаат база зад ледениот зид. Дали тие ја користат оваа територија за нивни експерименти? Антарктикот, забранета зона. Дали владите кријат нешто од нас? 5. Докази за постоењето на овие теории. Иако нема официјални потврдени докази, постојат многу индиции кои ја хранат мистеријата околу Антарктикот. Древни мапи, како мапата на Пири Рейс, кои прикажуваат Антарктикот без лед. Сведоштва на истражувачи, како што е случајот со адмирал Бирд, кој наводно видел зелени долини и мистериозни објекти. Тајни мисии, кои се извршени од различни влади, но за кои нема официјални објаснувања, необични геолошки структури, забележани преку сателитски снимки, кои сугерираат постоење на подземни бази или дури и пирамиди. Постојат ли тајни цивилизации зад ледениот зид? 6. Дали позади ледениот зид се наоѓа Нибиру, Атлантида, Лемурија? Дали изгубените светови се зад ледениот зид? Нибиру, позната како планетата на боговите или мистериозната планета Икс, често е поврзувана со Антарктикот. Некои тврдат дека зад ледениот зид постои портал кој води до Нибиру или дека таа кружи на неоткриена орбита блиску до Земјата. Ако тоа е вистина, можеби ова е причината зошто Антарктикот е толку строго чуван. 7. Појава на преисториски животни, доказ за тајни експерименти, шокантно. Антарктикот не е она што мислиме, исчезнувања, експерименти и древни мистерии. Во последните години на интернет кружат видеа со преисториски суштества.
Како мамути и диносауруси, наводно снимени на Антарктикот, дали ова е само дигитална манипулација, или можеби оваа територија е лабораторија за тајни експерименти, некои шпекулираат дека под мразот се кријат древни форми на живот, а можеби и напредни експерименти со генетско инженерство. 8. Зошто луѓе исчезнуваат на Антарктикот, научниците молчат. Дали Антарктикот ја крие најголемата тајна на човештвото, сведоштвата за исчезнати експедиции и истражувачи на Антарктикот само ја зголемуваат мистеријата, според некои извештаи. Сите кои се обиделе да ја откријат вистината за Антарктикот исчезнале без трага, сите што ја истражувале оваа тајна, исчезнале. Што се случува на Антарктикот, дали станува збор за природни услови или некој намерно ги елиминира оние кои се обидуваат да откријат што навистина се случува зад ледениот зид, постои ли забранет свет зад Антарктикот, што не сакаат да знаеме? Кој го контролира Антарктикот, дали некој многу помоќен и понапреден од нас луѓето или сето ова се само теории на заговор? Проценете сами и би ви бил благодарен доколку го споделите и вашето мислење подолу под видеото во коментарите. Заклучок, Антарктикот останува една од најголемите мистерии на нашата планета. Дали владите кријат нешто што може да ја промени нашата перцепција за светот, дали постојат други континенти, древни цивилизации или вонземски бази? Иако многу од овие теории звучат неверојатно, фактот што пристапот до Антарктикот е строго контролиран ја храни мистеријата уште повеќе. Можеби еден ден вистината ќе биде откриена. Драги гледачи, ако ви се допадна оваа мистериозна тема, не заборавајте да притиснете лайк, да се претплатите, а тоа е бесплатно, и да оставите коментар под видеото. Вашата поддршка значи многу за канал Тампес и ни помага да продолжиме со вакви интересни содржини. Ви благодарам што го одвоивте вашето драгоцено време. Секој ваш лайк и коментар ни покажува дека темите што ги споделуваме ви се допаѓаат.